Ликот на Исус Христос. Лицето на Исус првпат се појавило на 15 ноември 2013 година, додека тогашниот парохиски свештеник Томас Патикал отслужувал утринска миса. Веста премногу брзо се проширила помеѓу луѓето, така што набрегу пред црквата се собрале илјадници луѓе. Според индиски извор на вести, окружната администрација морала да интервенира, бидејќи толпата го блокирала патот кон Паиталмала, главно туристичко место во северна Керала. Се интензивира истрагата за чудотворниот предмет од Индија. Домаќинот со светото лице Исусово пристигнал во Ватикан на историски преглед на 28 јануари 2020 година. Преобразувањето на лебот и виното со вистинското тело и крв на Исус Христос. Кој ќе се причестиме, можеме да го допреме само со вера, бидејќи за нашите сетила само обликот на лебот и виното е физички незасегнат од осветувањето. Индиско чудо. Црквата на Христос Кралот во Вилаканур во државата Керала се случи на 15 ноември 2013 година. Тогаш парохиски свештеник Дон Томас Патикал ја одржувал вообичаената утринска миса во 7 часот наутро. Во времето на осветувањето Дон Томас видел дека се појавила дамка која полека се зголемувала. Таа црно-бела дамка имаше форма на светото лице Исусово. Парохискиот свештеник бил изненаден и решил да го зачува. Веста брзо го обиколи селото и се расширила во околината и многу верници почнале да одат во црквата Вилаканур, дури и од разни блиски градови за да му се восхитуваат и да се поклонуваат на можното евхаристско чудо. 3 дена по чудото, Сиро-Малбарската надбискупија во Теличери го одвела предметот со ликот на Исус да го изготви научна проценка за тоа што се случило. Во претходните 3 дена полицијата мораше да интервенира, бидејќи толпата што се создаде на влезот од црквата го блокираше преминот на автомобилите кои се движеа кон познато туристичко место во северна Керала. Чудесниот феномен се случил додека парохијата се подготвувала за празникот Христос Цар на 26 ноември 2013 година, неколку дена по дистрибуирањето на антикатоличките брошури во областа кои ја исмеевале Евхаристијата. По 5 години, во септември 2018 година, архиепископското списание Гирдем Пам, или во превод Светлина на планината, објави белешка од архиепископот на Тиличери Џорџ Нјарлакат, во кој објавува и за одлуката на црквата да го врати предметот и да го стави повторно на располагање на почитување на верниците. Списанието Архиепископија наведува дека предметот бил подложен на бројни студии од Теолошката комисија на локалната црква, чии резултати покажале дека феноменот може да се смета за евхаристско чудо. Архиепископот изабранил на парохијата да го чува предметот на високиот олтар или да го користи за поклонување на пресвета. Поранешниот парохиски верник Џозеф изјави за Мадерс Индија дека во текот на изминатите 6 години парохијата примила стотици верници кои дошле овде да побараат посебни благодати и услуги на кои биле одговорени во повеќето случаи, објави белешка од архиепископот на Теличери Џорџ Нјарлакат, во кој ја објавува одлуката на црквата да го врати предметот и да го стави повторно на располагање на почитување на верниците. На 21 септември 2018 година Мар Џорџ Нјарлакат церемонијално го постави на страничниот олтар на црквата Христос Кралот во Вилаканур за молитви и почит. Многу луѓе добија чудотворна благослов молејќи се пред моштите.
Пајкат исто така рече дека стотици луѓе дојдоа да се молат во парохијата во изминатите 6 години и дека феноменот донесе значителни промени во духовниот и општествениот живот на парохијаните.